Скопје Cinema City е заеднички потфат партнерство со Скопско лето и кинотека на Република Македонија. Идејата е, како што кажува самиот наслов, Скопје Cinema City е на различни локации во градот да се поставуваат кина и со тоа да се збогати таа филмска понуда. На фестивалов, значи, главен акцент е даден на музиката и овој фестивал за музички документарни филмови. Тоа е замислено како една платформа каде што централно место, значи главна тема, но и не мора да биде музиката. Затоа и спектрот на филмови кои што ќе бидат понудени е широк, богат и кој што ќе допре до различни групации на луѓе. Што можам друго да ви кажам? Значи, сега за сега имаме неколку локации каде што ќе се случуваат сите овие работи. Значи, фестивалот е поделен во неколку категории. Значи, имаме ентертејмент, имаме прикажување на сите тие филмови. Имаме и работилници кои што ќе се случуваат на некои други места, работилници, презентации, свашта. Да. И ќе имаме и соработка со кинотека каде што ќе се репризираат овие филмови. Што друго? Значи, отвараме со изложба на фотографија од Девид Боуи од Брайан Рашич. Тоа е изложба со хуманитарен карактер. Сите тие фотографии ќе бидат понудени на продажба или лицитација, со тоа што ќе бидат донирани тие средства за деца без родители. Концептуално првиот ден ќе биде David Bowie Tribute Day и ќе прикажуваме документарци, значи за Боуи ексклузивно. Дури ќе вртиме винили, тогаш имаме тука поддршка од еден познат холандски лейбл кој што се вика Music on Vinyl, кој прати еден убав пакет винили за да ги пуштаме овдеке, да ги промовираме. Следно, значи, тука е и помошта од германската амбасада, бидејќи имаме земја во фокус, каде што германците се во фокус, и со тоа имаме, значи, филмови дали од тоа говорно подрачје, нивни автори, на некој начин да бидат поврзани со Германија. Така имаме филм на Ули Шупел за Ник Кейв, кој што ќе дојде, ќе присуствува на фестивалов. Потоа имаме и еден филм за Боуи и Берлин, значи таа приказна. И имаме Фати Акин со Crossing the Bridge, звуците на Истанбул. Од сите овие филмови, имаме и македонски филмови, имаме и некои премиерни. Всушност, од сите тие 13 филмови што ги нудиме, имаме колку? 4 филмови кои не се премиерни. Овој фестивал се случува во соработка со Скопско лето и влезе во програмата на Скопско лето оваа година, значи во соработка со дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Да, и како што спомна и Ненад, обидот е овој фестивал да овозможи развивање на македонската документаристика со посебен акцент на музичката документаристика. Присуството на 4 македонски филмови е обид да се стави македонската музичка и филмска култура на исто рамниште со светската и европската. Изложбата е поддржана од Министерство за култура. Целава манифестација, имаме прилика вака ние стоиме пред банериве, во Бовин, затоа е и слоганот на фестивалот филм, музика и вино.